Момент на вистината за професорите штрајкувачи. Универзитетот денес до нив преку печатените медиуми упати јавен повик и понуда за решавање на случајот. За да се избегнат било какви манипулации со јавноста во врска со иницираната ситуација на економскиот факултет, ги повикуваме тројцата професори најдоцна до петок 1.8.2014 година до ректорската управа да достават извештај, писмена документација, а истата да ја стават на увид на јавноста преку пресконференција, соопштение или било која друга форма на јавно информирање, со која што ќе потврдат дека ги задоволуваат нормите за избор на вонредни професори, предвидени со член 125 од Законот за високо образование. Стои во јавниот повик од УГД. Универзитетот се обврзува доколку тројцата доценти ги исполнуваат условите за избор во вонредни професори, да се извини за грешката на економски и да го разреши деканот. Во спротивно, професорите да се повлечат и да го прекинат штрајкот. На ваквата понуда од универзитетот, професорите излегоа со следниот став. Документацијата претходно беше целосно, јавно достапна на разгледување до јавноста, бидејќи извештаите се објавени во службен гласник на универзитетот, беа достапни на увид 14 дена и на нив имаше право на приговори од 7 дена. Според професорите, целата работа ќе има и правен епилог. Тоа е работа на правниот систем, на законодавецот кој ќе цени кој е во право, кој греши и ќе постапува по законските легислативи. Инаку, продолжуваат и отворените писма до професорите од страна на деканите. Повик за прекин на штрајкот упати и проректорот Кирил Барбареев. Длабоко убеден дека ниту еден проблем од ваков или сличен карактер не заслужува човек да ги заложи своето здраве и својот живот и да ги остави своите семејства во неспокој и грижа. Се обидувам преку ово писмо најискрено и директно да ви се обратам и да ве замолам да го прекинете ова измачување и оваа голгота за која верувам дека постои решение. Ви информирам како проректор, кој член на Универзитетскиот сенат без право на глас, но учесник во работата, дека ќе се заложам за целосно откривање и решавање на овој случај, согласно на високите принципи на академската заедница, вистината, честа и доблеста. Стои во отвореното писмо од проректорот Барбареев.